напушти седницата, многу ми е жал, што токму тој, значи, од кога слуша тоа што не сакаше го чуе, едноставно напушти. Не е добро тоа. Не е добро, бидејќи... Ево одење. Најнапред би сакал да се заблагодарам до Државниот завод за ревизија што е тука присутен. Овој пратенички состав на ВМРО ДПМН од првиот момент укажа на важноста и големината на работата што ја работат. Од првиот момент и што јас и целата наша пратеничка група стоеше во нивните заложби да имаме поединечни разедувања на повеќе извештаи извршени од Државниот завод за ревизија. Жал ми е што е ова токму првиот што е мотивиран, односно како последица од овој немил скандал кој што не засега сите нас. Бидејќи колегите пред мене беа многу директни и многу детални, мислам дека ги офатија сите поенти, ја ќе си дозволам да бидам по-концизен по неколку работи, за кои што би сакал повеќе да добиеме некои директни ваши мислења или ставови. Бидејќи, правејќи вака добар извештај, не знам дали се свесни колку нова работа се отворивте. Дали не сметате првото прашање, дека следната ревизија треба да биде во Министерството за здравство, во владата, во МВР и уште неколку други институции. Зошто го велам тоа? Само од вашето излагање на страна деталното читање на извештајот, увидов дека Законот за јавни набавки, Законот за буџетирање, за сметководство на буџети, за финансиска дисциплина, сите се брутално прекршени. Сите носат до кривична одговорност и дефинитивно злоупотреби на службените положби. И конечно, можеби директното прашање што сакав на колегата што ја напушти седницата да му го упатам, веќе ви го упатам до вас. Дали има еден овде присутен од јавноста, од фелата, од ДЗР, што не е уверен дека вакво нешто можело да се случи без знаење на министерот, на владата и на премиерот? Третото прашање ми е, дали можеме да добиеме список на сите документи со кои што Министерството и владата биле запознаени за наводите во кои што ги наоѓате во извештајот. Не говорам само за извештајот, знам дека тој доставен и до обвинителството и до владата. Говорам тука за извештаите што требале да бидат испратени до фондот и до Министерството за состојбите, кои што не сме сигурни дали ги имаме. Говориме за материјалите по однос на проблемот со реверсите. Бидејќи нашите информации неофицијални говорат дека се дискутирало на влада за истата ситуација и имаме писмена кореспонденција која што се надеваме дека за работата на анкетната комисија би можеле да добиеме и како доказ. Говорам за ова бидејќи во било кој трак писмен, а ги има доста, ќе се утврди дека ова било премолчувано, не било санкционирано и толерирано. Прашањето ми е она што мене ме мачи најмногу лично, дали било организирано. Бидејќи ваква криминална мрежа без патронат од министер или некој над него е невозможно да се случи. Сега ќе кажам и зошто. Прво, не лага е она релативизирање што сакаат колегите од мнозинството го направат, говорејќи дека вакво нешто се случувало во континуитет. Не се случувало. Преметот на ревизијата, каде што вели дека изразено мислење со резерва во однос на вистиното и објективно прикажување на финансиската состојба и резултатите од финансиските активности во финансиските извештаи, како и согласеноста на финансиските трансакции со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставените политики. Се случуваат во периодот на 1.4. Финансиските извештаи од точка 1.1 се одговорност на раководството на клиниката застапувана од Никола Васев, медицински директор, од 26.2017 година, Некат Лухи, организацијски директор од 25.6.2021 година. Зошто го нагласувам ова? Бидејќи голем дел од наводите на ревизијата се однесуваат на неследливост, неконтрола, неефикасност и немање податоци, односно резерва од постоечките документи кои што биле дадени на увид. Или пак воопшто не постои на евиденција. Зошто? Бидејќи таквиот систем кој што гарантираше и контрола, и следливост и евиденција, кај што не можеше се направи грешка, кај што се генерираше баркод на секој искористена пилула, кај што имаше детален влез и излез на самите медикаменти, без никакво образложение е фрлен во магазинот.
Тоа ми е четвртото прашање. Дали може едно здраво разумно објаснување или одговор да добиеме зошто като системот бил осранет? И заменет, пазете што, со тетрадки. Со пиши, бриши, една доле во лабораторијата и една горе во сметковството, јавна тајна е дека вечерта веќе се пеглале податоците. Таа е првата одлука што ја прави новото раководство од овие што ги посочиве во клиниката. И од тука веќе се прави услови да имаме хаос. Односно, не се знае колку влегло, колку излегло, колку имаме на залиха, она што констатира и самата ревизија. Тоа е првата работа. Втората работа. Ја менуваат самата терапија. Од никаде, од нешто што веќе било во пракса, еве да речеме дека било со резерва да кажеме дека за резултатите, за нивната ефикасност, учинковитост, понос на здравјето на пациентите, еве сакаат да стават нека нова, што нарекуваат биолошката терапија. Неколкократно поскапа, 3.500 евра е една. И што се случува? Истата таа ја воведуваат, наместо го зголемат сигурноста, безбедноста, евиденцијата драстично, тие малте не окинуваат. Во истиот период, она што е по закон, да не ви ги цитирам сега по закон за здравствена заштита, мислам дека беше о здравствено осигурување, мислам член 9 дека беше. Каде што стручниот колегиум треба да укаже, не може истата терапија да имаме и јас, господинот Чаракчиев или Велјановски. Стручниот колегиум е тој што треба да укаже која доза е. Практично е суспендиран од страна на директорот, или еве можеби да бидам посоодветен или поконкретен, игнориран. Немаме информација, можеби ќе кажете за расформирање дали имало. У најмала рака бил игнориран и вели директорот јас. Јас ќе кажам колку, за кого и како ќе се нарачува. Апсолутно негово право. Не може такво однесување некој да го има, доколку нема патрон над него да го заштитува, да биде под нечии закрила. Не може. Каков е резултатот на истото тоа? Тој, јас, почнува со нарачки. Без усул. Еве ја состојбата во 2017 година. 3 милиона. За само 3 години. 481 милион 589. Дали сте виделе, почитувани колеги, ваков случај на геометриска прогресија на раст на долгови и вако крвничко трошење на буџетските пари во било каква институција, во било кое место во овие 30 години? И пазете, никој не реагира. Немаме реакција од министерство, немаме реакција од влада, немаме реакција од премиер. Дали, ако некоја институција во рок од 3 години од малтане без долгови стане на 20, односно 40 милиони евра долг, ви е нормално никој да не го уклучи алармот во владата, во министерството, да се запраша каде ви одат парите, да повика на овие правила, на овие закони што евидентно е дека се кршеле. Освен, како што рековме, или било толерирано, или организирано. Ова е криминал од епски пропорции, каде што одговорноста стига до врвот на државата. Јас не прифаќам дека некој не знаел, дека станувало збор за поединци, за сестрата или за кабелот. Во овој случај тоа е неприфатливо. Сега ќе ви кажам зошто е неприфатливо од друг аспект. Наводите се и од преходно. ДЗР го дава овој извештај во март, ќе ми исправите ако грешам, тогаш е обикувам. Чинам дека во истиот месец е доставени до обвинителството. МВР, министерот беше тука пред нас, предвадена, каде што вели првиот чекор што го направиле. Првиот чекор, пазете, во однос на истрага што се случило, е дури во септември. Ние имаме вишак пари, ние се многу богата држава, милиони евра не засегаат. Во ред и да не ги засегале парите, знаеме дека плячкаат. Животи на луѓето се упрашање. Безбедноста, ризик по здравје и животи на луѓето биле во прашање. Се тоа било погазено само заради пари. Ако некој не му е јасно за што станува збор и колку сила имале тие во мрежата што биле околу директорот, е самиот случај со реверсите. По-брутално кршење на законот за јавни набавки нема. Без договор и пазете, во споставена пракса им бил одговорот. Што го упатиле кон Државниот завод за ревизија. Ти имале пракса да се нарачуваат, бидејќи тоа тече без проблем. Колку и да побара директорот, министерот ќе си одобри. Согласно рамката. А немале
одобрени од фондот, што исто така е во спротивно на презем. Значи, превземале обврски од 835 милиона, ќе ме коригирате ако грешам. 353 милиони повеќе од максималниот буџет што го имале на условниот буџет. Без одобрение од фондот. Член 7, став 2. Директно прекршен. И некој ќе се труди да ги оправда. Некој ќе каже дека не било организирано. Некој ќе каже дека ова било држава. Овој случај, затоа и укажав од почетокот дали да свести Дезара колку работа се отворија. Овој случај е типичен доказ за нефункционирање на системот. Како корупцијата не уништува државата. Како на сметка на криминалот страдаат граѓаните и нивните животи. Овој случај е доказ зошто за вакви приближно слични случаи паѓаат влади. А не овдека да се правдаат, да пробува да се релативизира целата работа или да се избегне од одговорност. Одговорност нема да се избега. И истиот тој јавен обвинител, ако денес кажува дека досега добил поканата, утре ќе му пратиме пак. Што правел цело време? За вакви тешки наводи. Што прави се уште? Има ли намера нешто да направи? До кога мислат дека вака ќе успеваат да прикриваат? Јас ќе им одговорам. Уште само неколку месеци. А потоа ќе дојде одговорноста. Но до тогаш ние ќе го вложиме целиот напор, целата наша енергија и посветеност. И со работата на овој поединечен извештај, и со работата на анкетната комисија. Ќе ве разобличиме до крај и ќе сносите одговорност. Ревизорот Максима